на македонските вина. Добро вечер, драги мои, особено оваа вечер. Велам секогаш кога ќе чуете ЕСГ, тоа Македониум ве поздравува. Особено вечерва, затоа што е вечер спроти еден од најголемите празници кога станува збор за Македонија и за македонецот. Најголемиот древно македонски празник, Ксантика, тоа е утре, на 1 март, и вечерашната емисија ја чувствувам навистина како така свечена по многу нешта, меѓутоа особено заради Ксантика. Ксантика е, реков, многу важен празник, еден од, не еден, туку најголемиот од празниците што ги прославувале древните македонци. Александар почекал да помине Ксантика на 1 март, па да го почне големиот поход во освојување на светот. А најбитен е, можеби, по еден сегмент што носи многу символика, особено во овие времиња. Иако е Ксантика празник на промената, на започнување на новото, или новиот круг, новиот циклус, почетокот на годината за древните македонци. Во онаа смисла во која нешто што било мртво повторно се раѓа, нешто од пепелот се возобновува, а нешто од земјата никнува. Символиката на Ксантика, реков, е, меѓу другото, можеби најважна во чинот на простувањето. Именно Ксантика бил и празник на простувањето. А тоа значело за древните македонци дека оној кој му сгрешил на некој друг во текот на изминатата година, ако тоа не го направил до тогаш, до 1 март, тоа ќе мора како и да го направи тогаш, со еден чин на Ксантика, се вели, или на простување. И некои мислат дека точно во тоа е и силата и енергијата на македонецот и на македонската фаланга, и бидејќи таа колективна катарза, тоа прочистување што доведува до една припадност на едниот кон другиот, замислете таму во бојните редови, од тука можеби и најголемата символика на овој празник. Ќе проговориме можеби во текот на емисијата уште некој збор повеќе за тоа што всушност значела Ксантика и колку е всушност значајно тоа простување, прочистување, особено кога станува збор на човек на човека. Вечерва, на огромно моје задоволство, сакам да ви представам еден млад господин, мојот вечерашен гостин во студиово, господин Драган. Маријан. Јас се извинувам. Како да не го знам човеков, види сега Драган. Господин Маријан Камиловски, почитувани мои, во кои својства вечерва овде и зашто ќе откриваме малку по малку во текот на емисијата. Меѓутоа, јас сакам прво да му кажам добро вечер. Добро вечер и на вас. Второ да кажам дека тој е еден од оние момци кои јас неколку пати наназад во изданијата на Македониум го споменувам. Меѓутоа некако Маријан, некако автор на книга, туку како едни македонци. Да кажеме, на огромна наша жалост, вечерва вториот од едните македонци не е овде со нас, не можеше да присуствува. Да, другиот македонец е спортист и има мала спортска повреда и преди тоа ќе лежи неколку дена. Сакам да им покажам на гледачите, ова е таа книга од која забележале веќе многумина ме праша што е тоа и каде може да се најде оваа книга. Им дошло нешто интересно околу насловот и особено околу вашиот подпис горе, нели, едни македонци како автори на оваа книга. А Маријан денеска ми кажа зошто едни македонци. Од каде е тој псевдоним? Затоа што јас мислев луѓето не сакаат да се експонираат, а кажале толку паметни работи и не им треба јавност, нели? Го кажале па кој како сака нека го разбера. Меѓутоа овде имало и друга уште поголема символика. Да, ние, ствари, ова моје појавување на телевизија е прво после, значи, книгата, оваа малата книга, прв пат се појави 2004 година. Да. 2005 година се појави втората книга, Розата од вода, значи романот. Значи, ова е македонски речник на зборови со езотерични кодови, тоа е таа што вие веќе знаете. А втората е Розата од вода, на која си автор само ти.
како раскажувачот. Авторството е поделено, ние сме двајцата автори на македонскиот речник на зборови со езотерични кодови, да. Која е заедничко. Да, меѓу другото и овде има и дел од од тој сегмент. Во првиот налет ние ја објавивме само тој дел од книгата, кој постигна свој ефект, бидејќи така е позиционирана книгата да функционираат и како две независни книги. Значи може да се чита као роман, каде што се објаснети филозофските ставови кои ние ги застапуваме, религиски и не знам што све не е опфатено таму, бидејќи е опфатено од лингвистиката преку математика, физика до биологија, до дарвинизам, до религиските системи.